Добар ви ден, почитувани гледачи. Ви посакувам многу среќа и успех во денешниот ден. Негативните, лошите мисли оставете ги зад себе. Денеска е нов ден, нова нафака пред вас. И затоа уживајте во благодетите што Бог ви ги дал. Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски со еден прекрасен и убав рецепт на денот. Драги мои, дали во ова време, во овој период од годината кога е многу топло, размислувавте за една македонска пица лесна од зеленчук без тесто. Токму таква ќе направиме денеска, затоа што нашата Македонија е богата со најубавиот и највкусниот зеленчук. И жално би било да не го искористиме. Лично и јас сум се соочувала со такви нешто кога едното дете не јаде патлиџан, другото не јаде тиквица, третото модар патлиџан и што знам. Најдобар начин да им го дадете тоа да го јадат, доколку им кажете дека ќе ја направиме како пица, да наликува на пица. Многу е лесна, здрава, многу протеини има во неа, многу зеленчук има и е одлична токму за дечињата. За да ја направите ова македонска летна пица, вас ќе ви бидат потребни 500 грама тиквичка, еден морков, една пиперка, еден патлиџан, неколку чешниња лук, половина китка макдонос, еден кромит рендан црвен, 4 јајца, 4 супени лажици гриз и малку палента, за да видиме ако тиквичката пушти многу повеќе вода, да ставиме 1 до 2 супени лажици палента. Понатамо, маслинки, околу 10 до 15 маслинки, за да ја покриеме пицата од озгора, малку маслиново масло или ако немате маслиново масло, ставете обично масло, малку мешан сув зеленчук, орегано, сол, малку бибер и триена сол, затоа што ова е македонска пица. Ке ви треба едно ренде и една тава во која што сето ова ќе го измешате и плехот шпоред со хартија за печење. Преминуваме на работа. Најпрвин ќе ги изрендам тиквичките. Тие не се цедат, не се оставаат нели да се исцедат, него така како што се, затоа ставаме и гриз. Еве и втората. Така, сега ќе го изрендам морковот. Можете и ако сте сигурни во тиквичките, не мора ни да ги лупите, може да ги изрендате со селушпа. Ете така, и ова е готово. Сега ќе го додадам ренданиот кромит. Ќе ги скршам јајцата. Сега ќе ставам макдонос.
и ќе почнам да мешам и веднаш ги додавам зачините. Додавам сол, околу едно плитко, вака не со врв полно, кафено лажиче. Сол. Едно кафено лажиче орегано. Малку само мешан сув зеленчук на врвот на лажичето. Малку биберче. Исто на врвот од лажичката. И една кафена лажичка триена сол. Така. И го ставам гризот внатре. Мислам дека ова ќе биде доволно, но ќе видиме. Сега, доколку дечињата ви се љубител на лукче, ставете. Ако не, зависи од возрастните, тогаш немојте да ставате лукче. Јас одлучив дека ќе ставам две чешниња. Ова ќе биде сосем доволно. И сега убаво да се промеша. Јајцето ќе ги врзе сите зеленчуци. Гризот ќе набабри. Јас ќе му ставам една супена лажица палента. Ако сакате по желба, можете да нароните горе и сирење, и кашкавал. Веќе тоа се лични импровизации и желба. Одлично, сега плехот ќе го земам. Но пред тоа ќе ставам малку маслиново масло, околу 3 до 4 супени лажици. Сега зимам тепсијата, ја намастувам малку. Ја обложувам со масло хартијата и сега го ставам сето ова смесата во тепсијата. Го распоредувам подеднакво. Нема да ја ставите веднаш да се пече. Ќе оставите 15 минути да отстои на собна температура. И сега го правиме следното. Го земаме доматот
И ставаме крупчиња од озгора. До крај да го искористам. Ете така. Помеѓу ќе ги ставам маслинките. И пиперката исто така. Малку во косо ќе ја сечете. Може да биде прекрасен летен ручек, богат ручек со зеленчук. И вкусен, што е најважно, многу вкусен. Еве вака да искористам целата пиперка. Сега ќе му ставам и малку орегано од озгора. Нашата македонска пица е подготвена за печење. Ајде сега да видиме што изненадување ни следува. Изгледа прекрасно. Погледнете како е ова убаво испечено. Ова е и поубаво од најубавото. Толку многу што е убаво. Леле. Значи, како вкус, како е се, значи, до совршенство избалансирано. Вкусот, ох, мајко мори. Не можам да престанам да го јадам, толку многу е убаво. Направете го ова, драги гледачи, испратете ни фотографија, споделете ја рецептата со вашите пријатели и тие да уживаат. И знаете, што е многу важно, дека животот секогаш ви дава втора шанса. А тоа се вика утре. На здравје, до утре, до следната емисија Вкусот на традицијата. Ве поздравувам.